Цената на нафтата на бирзите во Њујорк и Лондон е на највисоко ниво од ноември 2014 година, бидејќи пазарот стравува дека американските санкции против Иран ќе доведат до пад на понудата на светскиот пазар. Последиците од светската нафтена политика и американските санкции против Техеран веќе подолг период се чувствуваат и во Македонија. Два пати месечно регулаторната комисија за енергетика прави измени во цената на горивата. Измените најчесто се однесуваат на поскапување, а многу ретко на поевтинување на цената. Цената на горивата не само што го засега секое семејство кое поседува автомобил, туку ја диктира и цената на автобуските градски и меѓуградски превозници, а има свое влијание и врз цената на прехранбените производи. Архивата на Прва Скопска ве потсетува на цената на горивата пред точно една година. На 6 октомври 2017 година цената на Евро Супер БС 95 изнесувала 63 динари за литар, на Евро Дизелот 51 динар за литар, а на екстра лесното масло за домакинство 39,5 динари за литар. Евро Супер БС 98 минатата година се продавал за 65 динари за литар. Колку за споредба, цената на Евро Супер БС 95 сега е 73,5 динари за литар. Евро Супер БС 98 се продава за 75, а Евро Дизел за 67 динари, додека екстра лесното масло за домакинство се продава за 55,5 динари за литар. Покрај случувањата на светско ниво, порастот на цената на горивата се должи и на зголемената акциза за нафта за 3 динари.